25 деца од ранливи и нефункционални семејства. 12 вработени се грижат за нив. Сместени во розев објект во населбата Бутел. Но не е розева нивната судбина. 3 девојчиња во рок од неколку месеци забремениле низ овие ходници. 2 абортирале, а најмладата од нив завршила во пранките на проституцијата, сексуалната злоупотреба и силувана, пред да се врати во раце на службите со информација дека носи плод. Една ќе се породи на есен, но ништо во овој гломазен објект не наговестува дека за затворени врати се кријат и траорни и морбидни вистини, зацкриен во зеленило, одвоен од скопските гужви. Пристигнувањето во домот ни го наруши фудбалската игра на 2 момчиња, не постари од 10 години. Им дојдоа гости и поитаа да ни ги покажат собите, занималната и училниците. Овде се црта, се учи, но се води и љубов. Така ни објасни новото раководство по оставката на досегашниот директор, кој потврди дека 2 штитенички забремениле со нивните љубовници. Исто така штитеници и жители на домот 25 мај. Педагози, психолози, психијатри водат дневен извештај, запишуваат што разговарале со децата и им даваат согласност да излезат да прошетаат. Барем такви се правилата. Доколку не се вратат во договореното време, започнува процедурата. Така било и во октомври минатата година, кога 13-годишната малолетничка не се вратила назад. Нејзиниот воспитувач и координатор веднаш отрчал во најблиската полициска станица, а 3 недели полицијата чувала отворена потерница. Девојчето ќе се појави 13 ноември во Велешката болница, донесена без свест по сексуален однос. Сознанието до кој дојде Телма е дека таа живеела со момче со кое се верила и тоа во куќа близу полициската станица. Велешките полицајци ќе го евидентираат и предадат случајот на обвинителството, а од синоќа ќе побараат и кривична одговорност за 18 годишен велешанец. Тука завршува процедурата на истражните органи и започнува последната голгота за 13 годишната малолетничка. Социјалните служби ќе ја сместат во засолниште за жени и деца за насилство од затворен и обезбеден тип, но набрзо ќе ја вратат во домот Ранка Милановиќ, бидејќи јавното обвинителство не поднело обвинение до основните судови. Токму ова е една од причините што малолетничката повторно се нашла на улиците и забременила, тврди новиот ВД директор на јавната установа за згрижување деца за социјално-воспитни проблеми Даниел Алексовски. По пронаоѓањето на штитеничката во Велес и потврдата од полицијата дека имала сексуален однос, таа е сместена во шелтерот за жени и деца жртви на семејно насилство. Во тој период јавното обвинителство не отвори предмети и не покрена обвинение за да имаме правен основ да ја задржиме во установа од затворен тип како што е шелтерот. Таа е вратена во домовите од отворен карактер и во периодот што следи забременува. По 9 пријави од старателите, 3 полициски интервенции и 2 кривични пријави за 1 година, обвинителството по 6 дена молк во јавноста соопшти. Доставена е наредба за проверка на наводите од пријавите и за организацијата и работењето во установата. Повикани се и се врши сослушување на повеќе лица кои може да придонесат кон утврдување на фактите и за кривичната одговорност. Во врска со последните информации кои се однесуваат на поголем број штитеници од установата, обвинителството достави писмено барање до Министерството за труд и социјална политика со цел прибирање на потребните податоци. Освен бременоста, девојчето во крвта имала и наркотици. Имала и подведувач Макро, за кој знаеле службите. Го пријавувале возилото, регистарските таблички, вели министерката за труд и социјална работа Мила Царовска. Но се уште нема јасен одговор од институциите и новоформираната комисија. Како се случиле толку многу пропусти кај 25 деца за кои се грижат дури 12 обучени и образовни кадри. Ако се додадат и 18 деца во домот Ранка Милановиќ во Газибаба, се добива сликата дека државата тешко се справува со само 44 деца со лошо поведение на државно ниво. Споредбено, еден воспитувач обслужува, чува и се грижи цела работна смена за десетина бебиња и предшколски деца во градинките ширум земјата. Решението според Министерството за труд и социјална политика е да се расформираат овие институции, да се напуштат зградите, а децата да се групираат по 5 мина и за нив пак да се грижат по неколку професионалци од сите области. За овој план потребно е најмалку 1 година за реформи. До тогаш останува прашањето дали овие деца треба да се вратат на родителите, а им биле одземени од судовите заради питачење, чедоморство, економски проблеми и нефункционални семејства. Кај го има тоа? Еве у Чичино село сме, пак нема тоа.